Малите и средни предпријатија многу малку учествуваат во јавните набавки што се објавуваат по електронски пат од страна на одредени економски оператори, што од незнаење, што од погрешна перцепција дека однапред се е договорено, овие предпријатија се откажуваат, иако постапката е многу потранспарентна отколку учество во јавните набавки во писмена форма, вели Виолета Шаклева, проектен координатор која држеше обука во Струмица како малите и средни предпријатија да аплицираат во јавните набавки по електронски пат. Економските оператори на мали и средни предпријатија сметаат дека тоа е нешто непознато, нешто можеби и страшно, дури и не учествуваат во електронските постапки. А напротив, треба да се ослободат, да учествуваат и да видат дека можат, дека може да се исклучи тие да земат дел од колоџот, како што рековте, да склучат договори, да добијат, да бидат носители на набавка и да ги реализираат успешно договорите. Друг проблем кој што би бил е тоа што, да речеме, многу едноставна документацијата, но не ги читаат тендерските документации. Само она што ги интересира, например, да речеме, техничка спецификација. Ако се бара некој посебен услов или ако има некој посебен услов од самиот договор, тоа не го читаат и после може да настане некој проблем. Обуката ја организираше бизнис центарот од Струмица со цел да се зголеми капацитетот на малите и средни предпријатија во Југоистокот. Ова обука доаѓа откако од 1 јануари 30% од јавните набавки што ги објавуваат операторите треба да бидат по електронски пат. Е познато, денеска е обуката за јавни набавки за мали и средни предпријатија, со која обука нашите компании од регионот ќе се обучат како да конкурираат на јавните набавки, со што тие ќе си ги зајакнат своите капацитети и секако ќе бидат поконкурентни на пазарот. Со тоа ќе се подобри нивната економска моќ и ќе имаат можност за добивање на поголеми средства. Регионалниот бизнис центар во Струмица е формиран веќе една година и континуирано дава подршка и консултативни услуги на малите и средни предпријатија од југоисточниот плански регион.